Шести дел од темата Агапе. Да отвориме пак во, како што прочем и почнуваме, во прво послание до Коринќаните, 13 глава. Се уште сме во 4 стих, затоа што тука не се исцрпени сите карактеристики на таа Агапе љубов. Значи, зборувавме дека љубовта е долго трпелива. Кажавме дека љубовта е милостива, како што вели Константинов, или полна со добрина. Љубовта не завидува, тоа не беше темата од минатата сабота. И сега доаѓа ова четврта карактеристика, или втора од оние 8 негативни, каде што се опишува каква љубовта не е. Значи, претходно видовме дека не завидува. И сега ќе видиме дека љубовта не се фали. Еден ден во џунглата се шета лавот и се среќава со мајмунот и му поставува прашање: мајмуне, кој е цар на џунглата? Ти, лаву? Кој друг би бил? Оди лавот и се среќава со зебрата. Зебро, кој е царот на џунглата? Ти, лаву? Кој би бил друг? Се среќава со желката и желката исто одговара. На крајот лавот се среќава со слонот и му поставува прашањето: слону, кој е цар на џунглата? Слонот го фаќа со сурлата за опашката, го врти 2-3 пати и го треска од едно дрво. И лавот вели: аман бе, нема причина од вознемиреност, доколку не го знаеш точниот одговор на прашањето, нема потреба се вознемируваш. Дали некојаш ние сме како овој лав? А ако сме искрени, признаеме, навистина сме. Леле само колку знаеме да бидеме важни некојаш. Секој од нас има некој свој дар. Во нешто можеме да бидеме добри, екстра добри. И знаеме често пати да се фалиме. Љубовта, со други зборови, кога се вели дека не се фали, не бара да се промовира самата себе. Тоа е таа возвишена агапе љубов. Љубовта не сака да парадира, па да ја гледаат сите. Горно, како што тоа знаат да го прават цареви, како што тоа знаат да го прават така наречени звезди, селебрити, некои како ги викаат во денешно време, манејкенки на писта или кој да е. Самото фалење е чувство на покажување на супериорност, значи сте поголеми од другиот и веднаш се коси со оно што Исус ќе го каже преку Павле во Филипјаните. Тој стих веќе го разгледувавме, каде вели дека треба секој другиот да го гледа како што? Како понизок или како повисок од себе? Како повисок од себе. Немате тука парадирање. Немате тука промовирање на самите себе. Туку повторно фокусот е ставен на другиот. Тоа е таа агапе, не себична љубов, свртена кон другиот. И обично, кога се фалите, обично тоа чувство на фалење оди заедно со презир, со непочитување, запоставување на другите, маргинализирање и така натаму. Затоа што вие сте супериорниот. Ова е до толку поопасно доколку се случува меѓу, да речеме, верен, религиозен народ. Знаете дека најтешка е духовната гордост. Затоа Исус така им се обрека на фарисеите. Нема потреба да читаме дел од тие стикови кои што ги има насекаде низ Новиот Завет. Но често пати знаеме, ние се најдеме во некоја слична ситуација, например, слушате за некој брат и некоја сестра како направил некој тежок греф, грешка, некој скандал, и слушајки, велите: уф, јас вакво нешто никогаш не би направил. Што е ова, ако не е фалење? И тоа е фалење. Денеска е помодарство
да се бркаат титули, да се бркаат звања, така да денеска сите докторираат, сите магистрираат, сите одат кој во Англија, кој подалеку во Америка да дипломира и да добие некоја титула и звање, со кој што, веројатно, посакува да биде многу повеќе почитуван. Некој смета дека може би има повеќе влијание на тој начин, во ред. Не навлегувам во личните мотиви на сите тие, меѓутоа, лошо е кога со тоа се фалиме. И го имаме Павле во Библијата, кој што за денешни услови бил, значи, човек кој што завршил неколку факултети. Меѓутоа, каде гледате дека Павле се фали со сето тоа? Туку дури ќе каже, сето тоа е ѓубре, сето тоа е ништо, трици. Тоа е неважно во однос на познавањето на Исуса Христа. Значи, лошо е, затоа што дури самата позиција пастор, значи, човек, пасторот е во искушение да ги гледа луѓето вака од високо. Да, позицијата на самата катедра сега вака, па јас ве гледам од високо, меѓутоа во преносна смисла сакам да кажам дека не смее да се случи. А искушението постои. Затоа што ете, сепак е тоа некоја позиција. Коринќаните посебно, како црква, значи во Коринт, имале со што да се пофалат. Токму оваа порака, значи оваа 13 глава е од Коринќаните. И еве како Павле го започнува послание. Прво послание на Коринќаните, прва глава, ќе ги читаме таму последните неколку стиха. Значи, упатено послание до Коринќаните, имале еден куп дарови, богати, еден значаен град, значи центар, како Коринт, имале со што да се фалат, навистина. И видите што им вели, какви зборови им упатува Павле во прво послание на Коринќаните, прва глава, од 26 стих читам, па таму до крајот на главата. Познати стихови. Гледајте го, браќа, само своето повикување. Погледнете се. Нема тука многу мудри по човечко сваќање. Нема многу силни, ниту многу од благороден род. И ние, ако се погледнеме, такви некако сме. Нити има мудри по човечко сваќање, нити има силни, ниту многу од благороден род. Има тука некој царево дете, или председателски син, или не знам, да. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите, што е слабо пред светот Бог го избра, за да ги посрами силните. И што е неблагородно, и што е презрено во светот, и она што се смета за ништо Бог го избра, за да го уништи она што е нешто. За да не може, што вели 29 стих? За да не може, зашто Господ ваквите ги бира, не дека он е пробирлив, тие таквите му одговараат, таквите му возвраќаат, таквите одговараат неговиот повик. За да не може, вели, ниедно тело да се пофали пред Бога. Од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. Че внимајте 30 стих. Од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност, осветување и искупување. Се. Исус ни стана се. Тогаш каде е нашето фалење? Со што можеме ние да се пофалиме? Ако тој е наша мудрост, ако тој е наша праведност, осветување и искупување. За да биде, како што е напишено, кој се фали, во Господа да се фали. Еве каде и во што треба да биде нашата фалба. Многу убави стикови, како за почеток. И навистина, писмото, еве сега ќе разгледаме еден куп стикови кои што не повикуваат на тоа дека не треба се фалиме во ниту една област од нашиот живота, поготово не кога станува збор за духовност, кога станува збор за спасението. Денеска имавме една убава тема за оправдување со вера. Ајде да дзирнеме уште неколку стихови во тој правец. Римјаните 3 глава.
Римјаните 3 глава, читаме од 20. Ајде да видиме од кај ќе читаме. Да, може да читаме од 21 стих. Иако овде пак станува збор, Павле зборува пак за оправдување со вера, но еве да ги прочитаме. А сега, независно од законот, значи од 21 стих, се јави Божјата правда за која сведочат законот и пророците. И тоа Божјата правда преку верата во Исуса Христа за сите кои веруваат, бидејќи нема разлика. Зашто сите сгрешија им недостасува Божјата слава. Но се оправдуваат од Неговата благодат преку откупот во Христа Исуса, кого Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера, во Неговата крв, за да се покаже Неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови во времето на Божјето долго трпение. Централна фигура овде гледаме Исуса Христа. Та да ја покаже својата правда повторно, Неговата правда повторно е тој во центарот во сегашното време, за да биде самиот праведен и за да го оправда оној кој е од верата на Исуса. И сега вели 27 стих, па тогаш каде е фалењето? Со што би можеле во сето ова ние да се пофалиме? Исклучено е. Според кој закон? Според законот на делата ли? Според законот на делата фалење може да има колку ви душа сака, но нема фалење според законот на верата. И така ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. Ефесијаните, 2 глава, 8 и 9 стих, познати исто така стихови, одат во истиот правец. Ефесијаните 2 глава, 8 и 9 стих. Зашто по благодат сте спасени. Преку верата. И тоа не е од вас самите. Тоа е Божи дар. И сега нагласува 9 стих. Не е од делата, значи не е од вас самите, за да не се фали некој. Ке има ли некој на небо, кој што ќе доспее до небото, да рече, шо направив, успеав, и да се фали среде мноштвото таму на спасени, како успеал? Нема да има тако. Таквиот нема ни да влезе. Римјаните 4 глава. Се враќаме назад во Римјаните, сега 4 глава. 1 и 2 стих. Павле сега алудира на Аврам, на неговото оправдување и вели 4 глава, 1 и 2. И така, што ќе речеме, дека нашиот пратат кој Аврам добил по тело? Што? Што добил значи по тело? Зашто ако е Аврам оправдан врз основа на своите дела, може да се фали. Но не пред Бога. Значи, ние може да се фалиме. Еве, кога станува збор, значи, за таа духовна гордост, да кажеме, колку часа сме поминале минатата седмица во сведочење. Барем тоа го имаат како задача јеховините. Колку книги сме продале, колку книги сме раздале, па ова, па она. Се е тоа во ред, се е тоа добро. Меѓутоа, сето тоа се дела со кои што може да се пофалиме пред луѓе. Меѓутоа, што би можеле пред Господа да се пофалиме? И дали со тоа ќе добиеме нешто пред Господа? Не, пред луѓето може, но не пред Господа. 2 глава Римјаните. Ще малку сега поназад, 2 глава, 28-29 стих. Интересни си овие стихови, зашто не е јудеец оној кој што тоа е надвршно, нито е вистинско обрезание, оно што е надвршно врз телото. Туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешност. А вистинското обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Ова е таман во склад и со темата што имавме изутринава. И вели, неговата пофалба не е од луѓето, а е од Бога. Значи, вие можете да се пофалите и да кажете, јас пред 20 години бев овде погребан во овој гроб, обрезан сум, под наводници, нели, крштеван, или пред 50 години, јас сум верник со стаж, јас ова, јас она, и да броите тука колку проповедници испаднале на оваа катедра, па сите тие ше, не ги знам, уште од бивша Југославија. И што ли уште не? Меѓутоа,
Вели, таквата пофалба, односно, ако сте останале само обрежени надворешно, ако не сте внатрешно, ако не живеете по духот, тогаш, вели, неговата пофалба не е од луѓето, односно, може да се фалите пред луѓето во тој случај, но што ќе се пофалите пред Бога? Ако сте внатрешно обрежани, и тогаш Господ ќе ве пофали. Вие нема потреба да се фалите. Господ е тој кој што ќе ве промовира. Вие нема самите да се промовирате. Нема да сакате да парадирате тука пред некои нови членови во црквата, кои што ете вчера дошле, и сега вие сте супериорни, се гледате супериорни над нив. Меѓутоа, љубовта не се фали, љубовта не е таква, љубовта не го гледа другиот како понизок од себе си, туку како повисок, така треба. И еве сега најразлични стихови. Најнапред во Јаков, послание Јаково, значи уште поназад од римјаните. Јаково послание 3.5. Така и јазикот е мал член, но се фали со големи работи. Нормално. Најчесто се фалиме со јазикот. Вели, мал член, но се фали со големи работи. Ја не знам дали сте слушале некојаш рибари како разговараат, или ловджи, па како се фалат, кој колкава риба фатил, па кој колку фатил, па колкава мечка убил таму, или не знам што. Фалење до бескрај. И ништо од тоа, или далеко од тоа е вистината, тоа што го говорат. Значи, на вистина јазикот е мал член, но знае многу да се фали. Второ послание до Коринќаните, 10 глава. Второ послание, да. 10 глава, 17 и 18. Истата мисла на Павле, што ја читавме во прва глава, прва Коринќаните. Кој се фали во Господа да се фали? И сега, внимавајте, продолжува во 18 стих и вели прекрасен стих. Зошто не е достоен кој самиот се препорачува, туку оној кого Господ го препорачува. Денеска ја ни спомнам за препораки, за писма и така натаму. Знаете, ако сакате да учите во некој од универзитетите, мора препорака да добиете од неколку тука, дали старешина, дали пастор или некој верник. Меѓутоа, вистинската препорака е од Бога. Може некој самиот да се препорачува, може некој самиот да се лакта за да сака да биде, да стане нешто, да студира, да дојде до некоја позиција, меѓутоа не е достоен кој самиот се препорачува, туку оној кого Господ го препорачува. Видите, повторно гледаме дека тој е некој кој што е кроток, тој е некој кој што е тргнат по страна, тој не е тој кој што се лакта, не е тој кој што сака да парадира и гледа другите како пониски од себе. Како додаток на овој стих, одиме во пословици, мудри Соломонови пословици. Соломон секојаш имал што да каже за вакви работи. 20 глава, 7 стих, пословици. Да се извинувам, 27.2. 27.2. Нека те фали друг, а не твојата уста. Тугинец, а не твоите усни. Много јасно. Најдобрата препорака од Господа, меѓутоа, ете, добро е и ако некој друг те фали, но најчесто самите се фали. За жал. Љубовта не е таа кој што се фали. Еремија 9 глава. Еве го Еремија, кој што доскоро се дружевме со него. Еремија 9 глава, 23 и 24 стих. Еве во што друго не треба да се фали. Еремија 9, 23 и 24. Господ зборува вака: мудрите нека не се фалат со мудроста, ни јунакот нека не се фали со смелоста, ни богатиот нека не се фали со богатството. А кој сака да се фали, нека се фали со тоа што има мудрост, за да ме сознае мене. Зошто јас сум Господ кој ги твори милоста, судот и правдата на земјата, зашто тоа ми е мило, зборува Господ. Интересно овие два стиха.
Започнуваат со Господ зборува вака, завршуваат со зборува Господ. Значи, ако сте тип на истражуваш на Библијата, кој што сака да си бира што му е згодно во Библијата, да рече, чека, ова може би Господ не го зборува, ако сте таков тип, тогаш овде не смеете да промашите. Овде, значи, како во заграда да се стави на овие два стиха, Господ зборува вака. Така почине, така завршува. Значи, тоа се негови зборови, гарант. Целата Библија, нели, е од Бога инспирирана и вдахновена, меѓутоа зборувам за некои такви. Значи, мудрите да не се фалат со својата мудрост, нити богатите со своето богатство, нити смелите со своето јунаштво. Ништо од тоа не е вредно. Туку ако се фалиме, да се фалиме со мудроста, за да го спознаеме Господ. Псалм 27, 20 псалм, 7 стих. Едни се фалат со бојни коли, други со коњите, но ние во името на Господа нашиот Бог. Но од неодамна го слушав сега, скоро беше Обама. Нешто како да му бил тоа последен говор, односно последно обраќање на нацијата, или така, нешто знаеме дека оваа година тамо негде на есен, кога се изборите кај нив. И човекот нема срам. Соединетите Американски држави е најјаката, најмоќната, најсилната земја во светот. Ние имаме најсилна економија. Ние издвојуваме од буџетот за нашите војни сили многу повеќе од 5-6 други тамо. Русија и заедно со Русија уште неколку. Со што се фали? Со бојни коли, со коњи. Но Господ е поголем од сите тенкови, од сите војски. Да се фалиме, ако се фалиме, со Господа да се фалиме. Со ништо друго. Прво послание до Коринќаните, 4 глава. Повторно Павлови зборови, повторно патени до Коринќаните, кои што многу биле големи фалбаджи, веројатно, имале зашто да се фалат. Прво послание до Коринќаните 4, 6 и 7. А врз себе и врз Аполоса покажав пример, браќа, значи вели Павле, заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишано и да не се вообразувате еден на друг. Следната карактеристика на љубовта не се вообразува. Овде меѓу другото е спомнато и вообразбата. Значи да не мудрувате повеќе од што треба, да не се вообразувате еден на друг, зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Кој те прави да си подобар музичар од мене? Кој те прави да си подобар математичар од мене? И што имаш што не си примил? Имаме ли ние нешто што не сме примили? Ова е баш во поглед на даровите. Коринќаните се фалеле со дарови. Господ ги обдарил со многу дарови. Но, зошто се вика дарови, како прво? Зато што се добиени, молам? Да. Значи, што имаш што не си примил? И така, ако си примил, зашто се фалиш? Како да не си примил? А денеска светот се движи на овој погон, на супериорност, на фалење, па на, знаете, еден куп надпревари, не знам, звездичките на Пинкли, како беа тие гранд звезди, не знам што, сите се надпреваруваат, сите пејачи станале, сите не знам што. Јас би рекол дека дори ова е движечка сила на американската економија. Се секавате минатиот пат спомнав дека тоа се некои надписи, тоа се некои мислења кои што јас ги прочитав, тоа не се мои мисли, дека доколку завист и љубомората би се тргнале, американската економија би доживеала колабирала. Колапс би доживеала. Ви фалењето исто тука спаѓа.
Затоа што, кога јас се фалам, ако сум таков се фалам, јас сакам да ми завидуваат другите. Значи, јас сум над нив. Ги предизвикувам да ми завидуваат. Да, тоа води во грев, нормално. Тоа е гордоста всушност, која што е дел од секој од нас, која што треба да ја држиме под контрола со Божија помош. Прво Коринќаните 9:16. И ова е интересен стих. Ако пак го проповедам Евангелието, нема што да се фалам. Зошто? Зашто неопходноста ми е наложена и тешко мене ако не го проповедам Евангелието. Павле сака да каже со други зборови. Што има да се фалам што го проповедам Евангелието? Па должност ми е да го проповедам. Какво фалење? Сме крштевале толку илјадници луѓе таму во Африка или не знам што, по нашата црква е најбрзо растечка во светот. Се е тоа добро, фала на Господа. Да не ме свате погрешно. Ама, зарем не е тоа должност? Зарем не сме за тоа повикани? Што има да се фалиме со тоа? На крајот на криштата 15 милиони, што се воспореда со 7 милиарди? Пак ништо. Тоа не е должност, за тоа сме повикани да го проповедаме, да се, како може да се фали? Продадов 50 книги во еден ден таму, во ред, тоа е добро, ако го кажуваме како искуство, за да го воздигнеме Господа, за да сме посведочили кај некого, меѓутоа не е со цел да се фалиме, за да другите гледаат на нас како, не знам, големи колпортери или било што. Верувам дека се разбираме. Че вие што вели овде Павле? Да се фалам ако го проповедам Евангелието? Па тешко мене ако не го проповедам, тоа ми е должност. Да. Галатјаните 6:14. Исто убав стих, да видиме што ни вели. Галатјаните 6:14. А јас сум далеку од тоа да се фалам со нешто друго, освен со што? Освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е распнат за мене и јас за светот. Ево во што треба се фалиме. Да се фалиме во Господа, да се фалиме во Христа распнатиот, затоа што ако не беше Христос распнатиот, ништо. Ништо од нас. Ќе завршавме во пропаст. Галатјаните 6:14 го прочитавме. Второ послание до Коринќаните 12:9. Мноштво на стихови има, значи, во овој правец. Еве да имаме време. 12:9, второ послание до Коринќаните. И тој ми рече, доста ти е мојата благодат, зашто мојата сила се покажува совршена во слабоста. Затоа, со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. Денеска зборувавме, го спомнавме меѓу другото Гедеон. Гедеон кажал, Господи, кај мене ме најде? Јас од најмалото племе, никаков слаб, но Господ баш такви бара. Во такви може да се всели. Оној кој што се фали дека и некој нешто, тешко дека ќе го прими Светиот Дух. Горделивиот човек, со горделивиот човек, значи, Господ тешко излегува на крај. Но токму во нашата слабост, значи, затоа со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. И еден сличен стих во 2 Коринќаните 11 глава, предходната глава 30 стих, вели Павле, ако треба да се фалам, ќе се фалам со своите слабости. Никаде не се фалел со факултетите и со оно што тој го умее и го може. Псалм 44:8. Со овој стих ќе го заокружиме, значи овој збир на стихови што ги читаме. И на крај ќе спомнеме неколку библиски карактери, примери. Значи, Псалм 44:8. Псалм 44:8. Се фалевме со Бога во секоја доба и Твоето име го славевме секојаш.
Тоа треба да биде наше мото, тоа треба да биде нашиот живот. Да се фалиме со Господа секогаш, во секоја доба, и да го славиме името Негово секогаш. Тоа го прави агапе љубовта. И да спомнеме еден негативен пример, односно два негативни и два позитивни примери. Да отвориме во втора книга Самуилова и да читаме во 14 глава. Втора Самуилова, 14 глава, 25 стих. Втора книга Самуилова, 14:25. Во сиот Израел немаше човек толку убав како Авесалом, кому би можеле да се искажат толку пофалби. Од одот на ногата негова до врвот на главата негова, во него немаше недостаток. Лепотан. Да не читаме за неговата коса, кој што е стрижала еднаш годишно, колку била тешка, кукава била, значи лепотан. Ништо не му фалело. Убавец, добре. Се извинувам. Меѓутоа, ете, некојаш така доаѓаат такви зборови, затоа што тие ги користиме највеќе во нашиот говор. И овој Авесалом, откако бил примен од Давида назад, знаете, после убиството на Амнон, како се викаше, да. Во 15 глава, следната глава, читаме од први стих, потоа Авесалом си набави кола и коњи и 50 луѓе кои трчаа пред него. На што ви личува? Парадирање. Како мноштво на цареви, цезари, што го правеле. 50 луѓе пред него трчале, коњи, значи цела процесија, значи тоа е парада цела. Еве, да ме видат, да видат кој доаѓа. А се уште не е цар, да успел да дојде и до царската фотелја, ама за многу кратко. Да, видиш, точно. Како и да, зборуваме, значи, за фалењето. И вели Авесалом стануваше рано изутрени и сега видите што правил, значи, покрај таа процесија и настапот негов, ова што го правил Авесалом е слика и прилика на ѓаволот, односно на Луцифер на небото. Кампања против својот татко. Како да го сруши од престолот. Авесалом стануваше рано изутрена и застануваше покрај патот што водеше до градската врата и секој што имаше некаква парница да одеше кај царот на суд, Авесалом го повикуваше кај себе и го прашуваше: од кој град си, која ќе овој би одговорил твојот слуга е од тоа и тоа Израелево племе, тогаш Авесалом ќе речеше: гледаш, твојата работа е добра и праведна, ама нема да најдеш никого кој би те послужал кај царот. Овие сите се корумпирани, овие сите се за никаде. Нема правда, нема суд кој што би пресудил право. Авесалом ќе продолжише: кога би ме поставиле мене за судија во земјата? Секој што би имал некаква парница или судење би доаѓал кај мене и јас би му дал правда. А кога некој ќе му се доближеше за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го привлечеше кон себе и ќе го полюбеше. Папа не му е рамен. Ќе го полюбеше. Така правеше Авесалом со сите израелци кои што доаѓаа на суд кај царот. Со тоа Авесалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. А баш ка тоа што бил, нели, убавец, убав привлечен и еби ѓаволска мудрост користил за да ги придобие луѓето на своја страна и успел, стигнал до царското место, меѓутоа за многу кратко и потоа знаеме како завршил. Како трагично завршил. Чи таа коса, таа убавина му дошло до глава, да. Знаеме како завршил. За жал така завршуваат тие кои што високо летаат, ниско паѓаат, нели знаеме да кажеме. Петар, земете го Петар во Новиот Завет. Петар се фали, Петар е најголемиот фалбаџија во меѓу учениците. Секогаш он е прв,
Господе, сите да те остават, сите да се соблазнат, јас животот ќе го давам за тебе. Меѓутоа, знаеме и тој како фала на Бога што не завршил така како што паднал. Фала му на Господа што Христос со тој поглед, кога им се сретнале погледите, која едноставно направила целосна трансформација во неговиот живот. Повеќе Петар не бил тој што бил. Петар се обратил и ја немало веќе таа гордост што ја имал. И да спомнем на крајот позитивни примери. Земете го Јосиф, како позитивен пример. Да, точно дека може би се фалел, нели, со оние соништа, не знам како сето тоа делувало, меѓутоа мислам дека не делувало, Елен Вајд кажува дека не делувало на неговата гордост, на шарена облека, но како и да е, не е битен тој дел од неговиот живот. Подоцна, знаеме дека го продале, сакале да го убијат, го продале, завршил во Египет, бил во затвор, меѓутоа никаде не го гледаме дека се фали со нешто, туку чекал на вистинскиот миг, чекал да Господ го промовира. И како величествено го промовира. Втор човек во Египет. За да после преку него го спаси целиот Израел. И не смееме да го испуштиме Давид. Значи, Давид ни беше пример за долго трпеливост, колко бил долго трпелив према Саул, неговиот гонител, можел на два пати имал одлична прилика за да може да го симне од тронот, меѓуто не го направил тоа, чекал на Господа. Давид е одличен пример и за полн со добрина, бил навистина полн со добрина, но Давид е пример и за човек кој што не се фали, не се промовира самиот, не парадира, туку чека повторно на Господа, да Господ го промовира. И тоа и се случило. Значи, се изначитавме да куп стихови, видовме дека љубовта, она вистинска љубов агапе не се фали. Нека Господ ни помогне, тоа е карактеристика која што никој од нас не го одминува, затоа што сите ние имаме помалце гордост, кој повеќе, кој помалку спесебични. Тоа е нашата грешна природа, меѓутоа Господ е тука за да ни помогне во сето тоа, ако ние бараме, тој е тука да помогне. Нека му е слава на него за овие поуки и да се стремиме сите кон оваа агапе љубов и да ја бараме. Амин.